Големо незавработување по етничка и национална основа. Едногласно реагираат граѓаните по изјавите на власта дека ќе дава државни пари за фирми кои ќе вработат албанци. Јавноста ја осуди изјавата на Артан Груби, кој отворено ги уценува компаниите. Квалитето е најважно и моите деца ги учев да бидат квалитетни, се што ќе научат да го клат во мозокот. Етничката припадност како што најавува дека била важна? Етничката припадност, па толку многу има вработени, земат плата, не работат. Са етничка претера ја ми се чини. Ја мислам дека по квалитет е најдобро. Па сега друго. А по етничка тоа е двоење, значи со народот. Тоа. Сега од владата најавува дека по етничка припадност било клучно за вработување, барем по приватните фирми. Не би било правилно тоа. Да се почитува равноправност во вработувањето на сите, ама да се земат критериумите како основа. Значи, нешто што треба да се цени, квалитетот, образованието. По приватните фирми нема логика, мислам, тој што си инвеститор, тој си го бира кадарот, не му е гајле дали се од Шпанија или од кај се. Секогаш се гледа квалитетот пред тоа од каде припаѓа или каква националност има и така натаму. Квалитет и професионалност за вработување во приватниот сектор, но не по етничка основа. Остро реагираат граѓаните пред камерата на Алфа по најавите на власта дека за вработување во приватниот сектор, односно во приватните фирми, предуслов било националноста. Освен граѓаните реагираат и стопанствениците, предупредуваат дека за бизнисот е важно да се решат економските проблеми, а не да се форсираат мерки за вработување по етничка основа. Ја критикуваат изјавата на Артан Груби како неиздржана. Бизнисот мора да вработува луѓе со одредени капацитети, со одреден квалитет, професионално настроени и секако со потребните квалификации. Така да и изјавата од вице-премиерот Артан Груби сметам дека дополнително е нарушување и на некои уставни и законски одредби. Мораме да кажеме дека нашето општество е засновано на граѓанскиот концепт. Од бизнис заедницата алармираат дека власта мора итно да донесе ефикасни мерки за да му помогне на стопанството. Во спротивно голем број на граѓани ќе останат без работно место. Бурни реакции ги преплавија и социјалните мрежи. Сите коментари се насочени кон власта со критики дека е недозволиво да се меша во приватен бизнис. Во меѓувреме премиерот ги потврди изјавите на Груби дека етничката припадност играла главна улога за вработување во компаниите. Дефинитивно, кажувам, субвенции ќе има за сите етнички заедници, за сите иницијативи. Регионалниот пристап ќе продолжи. Ќе гледаме низ регионите и низ потребата од квалификувана работна сила, но и на мотивацијата на граѓаните да се квалификуваат за потребите на пазарот низ трудот. Според последните податоци од Агенцијата за вработување, од јануари бројот на невработени се зголемил за повеќе од 40.000 граѓани кои останале на улица.